Млад и талентиран виоленчелист, може да се каже дека припаѓа на третата Z генерација. Музиката го зарази во Скопје, потоа го одведе на конзерваториумот во Софија. Прераснува од талент во потенцијал меѓу балканските и европски челисти. Антонио Илиовски на пропатување од Скопје кон Софија во студиото на Тренинг. Добре дојдовте во емисијата. Добро ве најде. Што значи да се биде постојана релација Скопје-Софија? Многу умор, ама и среќа и задоволство. Како е да се студира во метрополата на Бугарија? Многу отворени врати, многу шанси за тој што работи. Така што таму важи принципот на колку работиш, толку добиваш. Многу високо ниво и како што еден мој колега кажува, можеш да имаш најдобри концерти, еден лош концерт и ќе ти треба 20 да ги вратиш. Да го вратиш доброто име. Каква е музичката сцена во Бугарија? Многу развиена. Многу уште се под ефект на руската школа и постојано се случува нешто. Од ден за ден има по 3 или 4 концерти, филхармонија или опера, представи и така натаму. Што не е случај тука кај нас така? За жал, да. Не, ама мислам дека и тука доволно квалитетен кадар има од професорите, менторите и студентите да само треба да се потегне и да почне. Зошто чело, а не виолончело? Побрзо се кажува. Како? Побрзо се кажува чело, викам. Полесно се изговара. Да. Што беше лајф мотивот да се одлучиш на овој инструмент? Жаклин Дупре, француска виолончелистка која што ги поместува границите во 20-тиот век на инструментот, заедно со Мстислав Ростроповиќ да се докаже дека виолончелото не е оркестарски инструмент, туку може да биде и соло инструмент исто така. И здрави понатаму веќе почна да биде за мене лајт мотив тоа што за жал Македонија да имала многу познати и добри виолончелисти, но никогаш не е искочени на таа европска или светска сцена. За жал, за среќа не знам, но сега да кажеме дека времето останува на нас младите и на мене, така што гледам да грабам и да буткам натаму. Дваесет и 3 години, многу бројни веќе домашни награди, 50 награди, многу меѓународни признанија. Со музиката си започнал од 8 години. Да. Си имал друга алтернатива или од самиот старт музиката? Од самиот старт се вложи и моето семејство и јас максимално во музиката. Јас исто така тренирав и кошарка, ама тоа беше еден период каде што имаше една епидемија на многу останување на улица од мојата генерација деца и моите родители со желба да бидам постојано зафатен со нешто, да се развивам, да мислам, да напредувам. Има запишано и на кошарка и на пливање исто така, но мислам дека од секогаш се знаело дека музиката ќе биде кариерата која што ќе ја градам и според што ќе бидам препознаен. Модерните интерпретации на хрватскиот и светски афирмираниот музичар Стјепан Хаузер, дали тој можеби ти е модел на успешен музичар? Да, он е многу успешен и многу посветен на тоа што го прави. Интересен факт е дека бил колега на мојот професор во Софија. Но за мене моделот по кој што се водам се неколку виолончелисти, ги имам извадено најдобрите нивни способности и гледам да се стремам кон нив. Стивен Изерлис, Гутје Капусон, Мстислав Ростроповиќ, Миша Мајски, Сол Габета, така натаму. Неодамна го издади своето првенче албум, дискографски албум. Колку лесно
се вклопуваш во овие нови модели на музицирање? Многу, ако ви кажам дека 90% од таа работа е без инструментот, звучи многу интересно, ама е така. 90% историја на музиката, композиторот во која ера живеел, што му се случувало во неговиот живот, како да го доловиш самиот момент на, еве пример Дебюси, е француски импресионизам, Јоханес Брамс е па скандинавски романтизам. Тоа се многу ситни детали кои што прават таа голема разлика. Така што мислам дека се снаоѓам добро, ама исто така и многу голем дел од мене како жртва и како знаење го оставам на страна од инструмент. Заедно со Јана Лолова, талентирана пианистка од Софија, го издадовте и албумот, Да. заедно го работевте. Што значи да се биде во тандем со уметник од Бугарија? Како функционирате како дует? Да. Прво нешто што морам да напоменам е дека во Бугарија јас многу научив што значи дисциплина, и духовна и физичка. Кај нив мислам дека многу врежано таа дисциплина, дека кога нешто треба да биде, мора да биде, го почнаш и го завршуваш, нема откажување, што и да се случи, каква препрека да излезе на патот, мора да се заврши. Така што имаше еден период каде што јас имав потреба да се адаптирам на сето тоа, бидејќи ако во вторник во 2 треба да е готово, во вторник во 2 треба да е готово. Нема толеранција, нема преместување така натаму. Она е одличен пианист и музичар и наши многу познати и добри пианисти македонци имаат превисоки критики за Јана и одлични коментари и комплименти, така што мислам дека јас и она се најдовме во еден период во животот каде што и на неа и требаше музичар од рангот на мене и на мене ми требаше пианист од рангот на Јана. Така што мислам дека таа соработка наша е една од поубавите кои што си ги памтиме и дај Боже и понатаму да соработуваме. Илиовски, имајќи во предвид политичките недоразбирања меѓу двете соседни земји, колку проблемите меѓусоседски влијаат врз културната соработка и музичкото едуцирање во Бугарија, па и творење се ради? Да. Јас, слава Богу, до сега сум бил пречекуван секаде со отворени раце. Таму ме знаат како македонецот, како виолончелистот. И мислам дека се многу среќни и горди што во овој период знаеме каков е. Јас сум одлучил да направам еден ризик за мене за понатамошната моја надоградба, да учам во тој период во Бугарија, каде што, пак ќе кажам, сум нашол и сум бил дел од можеби најубавите пријателства и друштва во мојот живот, и соработки и диригенти и оркестри со огромна почит биле настроени секогаш кон мене, за кој што сум максимално среќен. Се надевам и они кога доаѓале тука во Скопје, истите зборови ми ги имаат кажано, така што мислам дека музиката и уметноста е многу посилна од политичките односи во моментов. Имате прва награда освоена во Малезија, млад артист на годината во Њујорк, награди во Загреб, Скопје. На овие музички конкурси се препознаени вашите музички перспективи. Дали тоа е каде повеќе ве ценат како уметник, дома или надвор? Повеќе шанси сум добил надвор. Да се истакнам. Но мислам дека и дома, тука кај нас, малце со резерва, но сепак ме почитуваат и ме ценат. Може би треба да поминат уште неколку години да се оствари сето тоа што сакам да се оствари. Зошто со резерва? Зошто има предрасуди, скепса? Да, не сум ни јас, и Симон Трпчевски беше, и Дино и Мери беше, и многу музичари, за жал, го поминале тој пат. Не можам, не го знам точниот одговор, но знам дека на крајот све станува. Во која класа и во која академија би сакале да се доусовршувате, бидејќи сега сте на крај од студиите? Сега има разговори за Джузепе Тартини во Трст, во класата на професор Федерико Магрис. Значи и натаму перспективата надвор. Да.
Светските пианисти и гитаристи, челисти, како и музички величини, стануваат и естрада. Класичната музика се повеќе доближува до широк аудиториум надвор од салите. Акорди на Брамс или Шопен имаат ехо и на отворени платоа. Што преферирате да музицирате најчесто, Брамс? Да, романтизмот на Брамс, Елгар, Дворжак. Еве сега за дипломска ми е вториот концерт на Јозеф Хајден. Тоа е сега една таква дилема дали е ка доцен класицизам или ран романтизам. Све што ме прави среќен, денеска може да е и Дебиси, утре може да е Шостаковиќ. Што дава тоа? Дали проектот Македонисимо на светскиот пианист Симон Трпчевски ги разби стереотипите за елитизмот и на класичната музика? Апсолутно, да. Јас имам многу колеги и пријатели во Бугарија, што кога ќе збориме за некои македонски музичари, прво е Владко Стефановски се спомнува, потоа се спомнува Македонисимо. Челистот во Македонисимо Александар Сомов, он е бугар, со кој што имав исто чест да се запознам и да му посвирам, да научам нешто од него. Многу е слушано и многу е ценето. Многу ми се допаѓа на мене тоа и е многу интересен концепт дека музичари, класични музичари од тој левел и ниво пробуваат тој свет и тоа учење да го насочат кон фолклорната народната музика и добива еден многу специфичен шмек што го нема. Колку на Илиовски му лежат транскрипциите? Многу. Мене професорката од Луи, од основно и средно, Марија Кочарова Узунова, секогаш ми викаше дека јас свирам по слух. Дека моите родители не се музичари. И сум требало сам да ги учам нели сите тие работи, ама кога ќе ми фатеше на мене увото и слухот, дури понекогаш и не ги гледав нотите, што е многу лошо. Нели сепак сум писмен и треба да го правам тоа, но многу голем дел од мојот живот учев така работи по слух, по транскрипција. Што повеќе преферирате? Преферираш португалски, шпански, јужноамерикански акорди? Да, јужноамерикански многу. Таа латино музика, фадо пеење исто многу ми се допаѓа. Така што некако тече и тоа низ мене, иако немам такви корени, а пак тече, не знам, јас како фламенко стилот исто така. Дали од плажа со своето чело би направил концертен подиум? На плажа? Да. Да, апсолутно. Апсолутно. Да има пиво и све супер. Би свирал под отворено небо? Да. Зошто не? Што е предизвик за Илиовски? Каков концерт? Во април требаше да имам еден многу голем предизвик, но се откажа фестивалот на Скопски градски фестивал. Требаше да го отсвирам албумот, да отсвирам соната од Сергеј Прокофиев, да отсвирам дело на Чајковски Пецо Капричиозо и уште 4 други дела кои што требаше да биде концерт од 2 часа и половина, што за класична музика е стварно многу и не е направено тука кај нас. Но за жал 2 недели пред концертот Откако се откаже концертот, кога може да се очекува дека Антонио Илиовски би имал концерт тука? Септември. Најскоро што можам да знам е септември во Македонската филхармонија. Не знам, се уште се надевам дека нели овој пат нема да се случи нешто од типот што се случи сега, но во септември. Турнејата низ Бугарија ми заврши сега и сега ми е следно испитот дипломски. Споменав на почетокот разговорот дека постојано си на релација Софија Скопје, сега и поголем предизвик, ќе запловиш во брачните води. Да, вајда. Перспективата надвор ќе барате или тука? Не би знаел уште. Бидејќи најавуваш дека во Италија ќе продолжиш со едукација. Да. Мислам дека надвор ќе биде. Благодарам за издвоеното време и за гостувањето. Благодарам и јас.
Гледавте Трилинг, уште едно ново издание со нови соговорници. Ви закажувам нова средба за 7 дена во исто време. Идниот петок со нови гости, теми и соговорници. Довидување од мене и останете со програмите на телевизија 24. Во меѓувреме читајте не на triling.mk.